нуда центарот Пониква за некаква рехабилитација. Во центарот Пониква не можеш ни на одмор да одиш. Во Пониква не можеш да отидеш на одмор, а не пак на лекување, рече лидерот на СДСМ Венко Филипче за искрената намера на власта ова одморалиште да го адаптира за рехабилитацијски центар за повредените од пожарот во Кочани. Добро, има ли малку почит за ово што го зборува? Па тие луѓе не одат на одмор, туку на рехабилитација. Да, Пониква не може да се споредува со белосветските центри. Филипче, брат, тебе Пониква не ти е ниво, ти си на Дубај навикнат. Еве еден предлог, земете ги тие изоки неколкумина од повредените во Дубај. Тоа бар за вас не е никаков трошок и онака сте златни инвеститори. Пониква можеби ќе беше на ниво на Дубај, Швајцарија или Турција да немаше фирми например како Zobek Mining Group, која за 3 пати повисока цена продавала јаглен за рек битола од реалната, а таа фирма го почастила Филипче со джипче Audi Q8. Посредник пак за купопродажбата била фирма на Вице Заев, регистрирана на иста адреса во Петрич, како фирмата на Филипче. Она аде во Бугарија што заборави да ја пријави. Како се вели, кругот е мал, а во него сме сите. Пониква можеби ќе беше на нивото на медицинските центри во Словенија, Грција, па дури и во Србија да не беше аферата провизии каде повторно е Филипче. Таму Венко, додека беше министер за здравство, дозволил модуларната во Тетово да се пушти без дозвола и со материјали што горат како кула од карти. По пожарот, кога се свестил што направил, дал наредба другите слични болници да се изградат, но сега со огноотпорни материјали. Пониква можеби ќе беше центар по мерак на Венко, со сите нишани, ако не беше и аферата со вакцините за време на короната и во која повторно беше вмешан Филипче. Во услови кога ЕУ и тогашната влада не оставија да умираме и да не беше Вучич, ке немавме ниту една вакцина, Венко како министер за здравство се обиде да купи 200.000 кинески вакцини преку фирма од Хонг Конг. Една вакцина сакаа да ја платат по 62 евра, додека другите држави ги купуваа по најмногу 30. Келнерите ова го викаат ако проđe. Дека ништо не е исто како во времето на Филипче, доказ е и обвинението за пожарот во дискотеката во Кочани. Поднесено е обвинение против 34 лица. Кај да е, ќе има и судење и директни виновници. Има разлика кога беше кабелот виновен. Од Атина најубаво се кодоши собствената земја. Вака најсликовито се објаснува посетата на Филипче во Грција на конференцијата организирана од Алексис Ципрас. Таму беше и Заев, го видовме подздебелен и освежен. Филипче во Грција го фалеше договорот од Преспа како историски, а Заев и Ципрас доделија награда за филм во кој се прикажува уништувањето на Палестина. Бери им го паметот на сите тројца. Заедно да ги собереш, рейтингот им е на ниво на статистичка грешка. Поранешната обвинителка за организиран криминал, Вилма Русковска, 2 пати признава дека Зоран Заев и правел притисок да стокми послабо обвинение за настаните од 27 април и тоа да не биде за она најтешкото – терористичко загрозување на уставниот поредок, ама таа машки одбил. Ми се јави телефонски пред носење на закона за амнестија да ја извршам преквалификација на делото. Јас одбив. Браво Вилма, штом си го одбила тогаш е уреду. Да сме правна држава, досега ќе бевте викнати и ти изоки на разговор во обвинителството. А ако бевме ептен правна држава, ќе имаше и санкции за вас двајца. Во која држава, мислам во овие нормалниве, премиер се јавува кај обвинител и му кажува што да прави. Зошто? Затоа што на пазарџијата од Струмица му требале пратеници за уставните измени и за промената на името. Вилмич, тебе нивото на вистина ти е Зоки, Боки и компанија. Човек да не те жали што по емисии си прават реално шоу со тебе. Трезна си? Измамник. Ама трезна ли си? Значи... Ама дали си трезна, те прашуваме? Светот доби нова војна. Израел го нападна Иран. Меѓу првите се јави францускиот председател Емануел Макрон дека со сите сили ќе го брани Израел. Макрон, брате, ти од жена ти не можеш да се одбраниш, Израел ќе го браниш. Не видовме и како не одбрани нас од бугарите со францускиот предлог. Уште не можеме да се опоравиме. Мир во земјата, мир во светот. Ова беа 5 минути со Чавес.